Танц помеѓу два света, македонската балерина која настапува во Русија ни кажува каде се крие нејзиното Скопје, кои мириси ја враќаат во детството и која македонска приказна ја претворила во балет. Од собите се огледала до големите сцени балетски во Русија, за магијата на балетот и за сцените кои не се забораваат. Зборуваме со Стефанија. Москва е прекрасна, многу го сакам тој град. Не можам да кажам едногодишно време кое е убаво. Москва е различна и во зима, во пролет, во лето, во есен, различна и мислам дека треба да се види во сите годишни времиња. Прекрасна е секогаш. Русија е колевката на балетот. Едноставно Москва мириса на уметност. Кога ќе излезеш во центар на плоштад, се слуша Чайковски. Мислам дека доволно е тоа. Еднаш кога бев во еден ресторан во Москва, на менуто пишуваше пилешко со балкански сос. И го нарачев тоа пилешко ради тој балкански сос, за да видам за каков сос се работи, ми донесоа ајвар. И тој мирис на ајвар, ништо ме нема вратено толку дома како тој мирис на ајвар, дефинитивно. Може би направила балет за историјата на Македонија, за нашите револуционери, може би некоја позната битка, позната револуција, би направила некоја таква интересна приказна. На Скопското кале, затоа што е така символична, автентична. Тоа мислам дека е едно од најтешките прашања што може да ме прашате, затоа што сите улоги што сум ги изиграла ми се драги и ми се омилени. Ама еве ако морам да одберам, еве ќе одберам 3. Тоа е Црниот лебед од представата Лебедово езеро, Јулија, представата Ромео и Јулија и Жизел. Балетот ми избра мене, затоа што јас уште од малечка пораснав некако позади кулиси во театар, бидејќи мајка ми е балерина. Постојано гледав проби, гледав представи и некако со секоја представа се повеќе и повеќе почна да ми се допаѓа балетот и јас одев на тие представи без никоја идеја, без никои планови дека јас ќе се заљубам во оваа професија. Ама колку повеќе гледав, толку повеќе се заљубував. Па би кажала да не се докажува себе си на представите, да не се докажува себе си пред публиката, туку едноставно да ужива во секој момент на сцена. Секогаш ми текнува на таа малечка јас, кога сум на сцена и кога ги играм главните улоги, секогаш ми текнува на неа. Дури ми текнува на неа во некои тешки моменти, кога сакам да се откажам, кога едноставно е премногу сум уморна и премногу ми е тешко, но некако таа малечка јас ме мотивира да продолжам, да не се откажам, за да не ја разочарам, затоа што таа беше со големи соништа.